Денешната епизода ја стартувам на едно место кое што ќе биде во затворен простор, а ќе биде конкретно прашање и одговори. Најконкретно во Малта денеска пристигна амбасадорот на Република Македонија Весел Мемеди да ги предаде акредитивите за работа на италијанската амбасада со покритие Малта за новата сезона. Имам неколку прашања кои што се надевам дека ќе добиам одговор, а сигурно и вас ве интересира. Бидејќи во последно време скоро ништо да не се случува на поле македонци во Малта од типот на менување на работните дозволи во корист на работниците, пари и така натаму, возачки дозволи, признавање, непризнавање и уште многу прашања. Тоа во следниве минути. Igor Filevski Show. General Salute, present arms. Конечно, после 5 години добивме амбасадор во Малта, македонски амбасадор, бидејќи знаете дека од последниот кој што беше господин Шамбевски до денеска немаше практично амбасадор. Беа ВД амбасадори, значи вршители на должности, но официјално дури денеска ги предаде акредитиви. Тука се спомеша ковид, кризата и така натаму. Од денеска ќе може да функционират сите оние прашања што ние ги поставивме како можност за активност која што ќе треба да следува и да се воспостави во еден легалистички правец, административно и да не се олесни нам, македонците, животот кој што сме овдека на островот. Помислив на почетокот дека ќе може да разговарам со амбасадорот и да му ги поставам прашањата, но за оваа активност треба да има дозвола од МНР, од ВАМО, министра се подпише бла 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 бла. Тоа ќе го прескокнеме и нема да имаме во живо разговор, но јас направив лично, тој нема право да одговара јавно и само знам дека имаше средба со една дружина на македонци кои што живеат овдека на островот, му ги представија проблемите со кои што се соочуваме и господинот Весел Мемеди за мое чудо и радост се представи во едно прекрасно дружење кое што и самиот кажа дека ќе даде се од себе за да ни ги олесни сите овие прашања кои што ги поставивме. Како? Дали може да се намалат годините, односно се зголемат годините на работните дозволи, да мора македонецот во Малта да вади секоја година нова работна дозвола и да плаќа, како што го имаат тоа некои земји third national country од другите националности. Што се случува со возачките дозволи? Пензискиот фонд, дали ќе може во брзо време да биде подпишан меѓу Малта и Македонија и да се воспостави една комуникација кај што ќе можат луѓето кои што работат неколку години да ги пренесуваат пензиите во Македонија, тоа да биде еден склоп на тие работи. Весел Мемеди кажа дека тоа ќе биде негова интенција, дека буквално се поставува онака како што треба и како што ние практично посакуваме, да биде слуга на народот, односно слуга на потребите и на жителите, на македонците кои што живеат на островот. Тоа е она што ни треба и таа е таа административна поддршка што нам ни треба. Се надевам дека ова ќе биде одлично воспоставување на едни нови норми кои што ни недостасува, а понатаму и отварање на дипломатско представништво, консулат и така натаму. И му посакувам од моје име, од името на редакцијата, еден убав старт во Малта и секако нашата поддршка ќе има се додека административно ни се помага на сите македонци кои што живееме на островот.
4, 3, 2, 1. Start.